Она што ние го правиме како Фондација Метаморфозис, се фокусираме на делот од овој закон кој што се однесува на медиумите и се однесува на социјалните мрежи, односно аспектот на информирањето на граѓаните преку социјалните мрежи и преку дигиталните медиуми. Ние како организација уште пред извесен период поднесовме иницијатива до владата за усогласување на домашното законодавство со Законот за дигитални услуги на Европската Унија и таа иницијатива формално беше прифатена. Меѓутоа, освен тој чекор на формално прифаќање, ништо друго речиси да не се презема. Значи, требаше да се формира некоја работна група која што би анализирала кои све домашни закони треба да се изменат за да се имплементираат одредбите од Законот за дигитални услуги кои што би биле корисни за нас како држава. Како што кажав, тоа не е направено. Ние ќе поднесеме уште еднаш иницијатива за усогласување во текот на следната година. Значи, ќе побараме од Министерството за дигитална трансформација да го води тој процес. Дури и да не сме кандидат за членство во Европската Унија, дури да не сакаме да станеме членка на Европската Унија, одредбите од Законот за дигитални услуги се важни за добробит на нашите граѓани. Затоа што регулираат област која што е исклучително влијателна врз сите граѓани, особено врз младите, да речеме. Значи, регулираат начинот на комуникација на социјалните мрежи. Ја регулираат можноста за измама на граѓаните или злоупотреба на граѓаните и повреда на нивните дигитални права на социјалните мрежи. Тоа во моментот кај нас не е на никаков начин регулирано. Значи, на социјалните мрежи имате безброј начини на кои што можете да бидете измамени. И тоа секојдневно се случува. Значи, тој простор не е никако регулиран. Во време кога реториката се заострува, кога поделбите се зголемуваат, кога да речем онлайн насилството се повеќе и повеќе расте, сметаме дека имплементирањето на вакви одредби е исклучително многу важно за сите граѓани. Сме имале ние доста случаи. Значи, ние како Метаморфозис имаме соработка со Facebook, односно со Мета, во нивната програма за проверка на факти од трети страни, каде што вршиме проверка на факти на објави на социјалните мрежи од медиуми и од јавни корисници. Но тоа не вклучува политичари. Значи, политичарите не се вклучени. Сосема друга тема. Меѓутоа, имало случаи кога се објавувале дезинформации кои што навистина може да му нашкодат на некого. И сепак покрај тоа не сме имале никогаш моќ да избришеме нешто од социјалните мрежи. Ние можеме да го одбележиме како дезинформација, со што социјалната мрежа дава предупредување на читателите, значи не го брише, тоа кој сака сепак може да го види, но има предупредување дека станува збор за дезинформација и извршена е проверка на факти и таа проверка може да се види на следниот линк.